Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Ученици од Електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски креира апликација за пријавување диви депонии. Пумпните станици во Дебарца повторно ставени во функција. Шест децении матура од учителската школа Андон Дуков. Презентира на апликацијата Моје здравје. Бајден повторно повика за забрана на автоматското оружје. За најавените и останатите содржини во дневникот ќе ве информираме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес во првата половина од денот времето претежно сончево со локална облачност и топло со измерени максимални 20 степени Целзиусови, а попладне на развојна нестабилност која ќе донесе и локални врнежи од дожд, грмотевици, како и услови за појава на невреме во текот на ноќта, повторно ведро со локална облачност. Утре во западна, централна, северна и североисточна Европа времето претежно сончево со локална облачност и потопло. Најголем дел од Пиринејскиот полуостров, Апенинскиот и Балканскиот полуостров, како и над Алпите и над југоисточна Европа ќе ги очекува облаци и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. На Балканскиот полуостров пак во петок времето умерено облачно и нестабилно, ќе има дожд, грмотевици, но ќе биде топло. Локално постојат услови за појава на невреме, а во северните делови од Балканскиот полуостров сончево со локална облачност. Максималните дневни температури на Балканот од 19 до 28 степени Целзиусови. Во Македонија во петок во првата половина од денот сончево со локална облачност и топло време. Попладне развојна нестабилност, врнежи од дожд и грмотевици, а локално се можни и поројни врнежи и појава на невреме. Минималните температури од 8 до 16, максималните утре во Македонија од 17 до 26 степени Целзиусови. Во нашиот град во петок во утринските и предпладневните часови претежно сончево време со локална облачност и топло. Попладне повторно нестабилно време. Ке има врнежи од дожд, ке има грмотевици и локална појава на невреме и поројни врнежи од дожд. Минималната 12, а дневната 19. Во сабота и недела во утринските и предпладневните часови сончево со локална облачност, а попладне нестабилно со дожд и грмотевици. Минималната 13, а дневната 20. Во понеделник умерено облачно и нестабилно време. Ке има врнежи од дожд, грмотевици и дневна температура 19 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Ресторан Далга. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании.
Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Ученици од стручното електромашинско училиште Свети Наум Охридски изработија апликација за подигнување на еколошката свест. Трашпингер веќе служи за пријавување и расчистување на диви депонии во градот. За оваа апликација, ученичката компанија Greenforce се закити со награда прво место за екопредприемачи за 2022 година и се пласира во најдобрите 25 компании на Junior Achievement во земјава. Ученици од средното стручно електромашинско училиште Свети Наум Охридски во Охрид ја создадоа првата апликација за подигнување и промовирање на еколошката свест. Апликацијата Трашпингер ке послужи како екоаларм за пријавување диви депонии во градот, а потоа преку координација со јавното предпријатие Охридски комуналици невладините организации нивно расчистување. Младите понудија современа и иновативна можност за зачувување на чиста и здрава животна средина. Идејата на учениците, а се роди поради тоа што често организирале екоакции. Ова апликација ја правиме од октомври 2022 година, кога започнавме со GreenTech. Овој натпревар беше за екопредприемачи и ние освоивме на тој натпревар прво место. Задолжен сум за табелите, активниот и пасивниот дел на нашите придобивки и самиот профит на нашата апликација. Ние до нашата идеја стигнавме со спроведени 10 екоакции, видовме дека многу ѓубре се собира на истите места, само што ќе изчистиме и дојдовме до оваа идеја како начин да го решиме проблемот со загадувањето во Охрид. Учениците од втора година од компјутерска техника и автоматика се закитија со награда прво место за екопредприемачи за 2022 година и се пласираа во најдобрите 25 компании на Junior Achievement во земјава. Откако ние ќе добиеме пријава, ние ги известуваме комуналната служба, екоздруженијата и ние како волонтери можеме да помогнеме во расчистувањето на тој отпад. Задолжено за одржување на добрата тимска работа, која може би е клучот за постигнување успех. Нашиот тим брои 5 членови плюс нашата менторка Ирена Радева Најдевска. Интересно е што со пријавувањето на отпад и диви депонии лицата кои пријавиле добиваат бенефиции, односно попусти за користење на одредени услуги во градот Охрид. Се собираат поени и се освојува награда. Можам да кажам дека децата самостојно си ги сработија сите работи. Нормално што јас тука бев како нивна поддршка и координација со другите наши деловни партнери, кои што навистина не поддржаа во оваа идеја и ја користам приликава да изразам благодарност до сите тие што се наши поддржувачи. Која е целта на оваа апликација, како што ме прашавте, е всушност да се подигне јавната свест кај населението, колку е важно да внимаваме и да придонесуваме за почести поубав Охрид. Апликацијата Трашпингер е единствена платформа во земјава од ваков тип, а веќе се користи. Се повеќе корисници пријавуваат диви депонии. ЕВН ја повлече одлуката за исклучување на пумпните станици во Дебрца и истите повторно се ставени во функција, информираше градоначалникот Ногачевски на својот Facebook профил. Општината и јавното комунално предпријатие Дебрца се отворени за спогодбено надминување на проблемите со оператерот на електрична енергија. Градоначалникот не отфрла дека јавното предпријатие Дебрца има долгови за електрична енергија, но додава дека тоа е состојба со сите водоводни предпријатија во државата, од кои некои имаат и милионски долгови во евра, кои се направија особено поради енергетската криза. Посочува дека општината и јавното комунално предпријатие ќе направат се во рамките на можностите за да ги сервисираат долговите, но очекуваат помоши од државата, бидејќи се работи за снабдување со вода за пиење.
Генерацијата 1959-1963 од првата и последна учителска школа Андон Дуков од Охрид, викендов ќе одбележат 60 години од матура. На овој ден, пред 6 децении, својата матурска вечер ја прославиле во депандансот на хотелот Палас и со тоа завршиле едно поглавје од својот живот. Ова е генерација која после дипломирањето веднаш се вклучила во процесот на образование, најчесто во селските училишта. Многумина од оваа генерација целиот свој живот го посветиле на образованието на младите генерации, другите во разни дејности и професии, но сите горди на едно големо искуство повеќе со кое достоинствено влегуваат во 8-та деценија од животот, вели Слободан Пупиновски, професор во пензија. Ова е генерацијата која во тие времиња во далечната 1963 година, после дипломирањето, веднаш се вклучила во процесот на образование, најчесто во селските училишта. Тешки биле почетоците во образованието на почетокот на 70-тите години, се сеќава Пупиновски. Неговите почетоци како наставник биле во училиштето во селото Плаќе. Тогаш и сообраќајот беше проблем, беше во изграда патот Охрид Кичево, овој што се уште се користи, патот кој што беше према Битола, беше асфалтиран, мислам, истиот е скоро и сега, но немаше сообраќајни средства. Двата автобуси кои што еден наутро и еден навечер одеа од Галеб, од Охрид до Белград, најчесто не издаваа карти поблиску одресени од Битола. Најчесто патувањата беа пешки. Имав смештај во Плаќе во училиштето за спиење и во убаво време патував со велосипед. Во учителските школи се подготвувале учители за оделенска настава, но наставните планови и програми во учителските школи за 4 годишно и 5 годишно школување овозможувале подготовка на учители кои се вклучувале во реализацијата на предметна настава. Најголемиот дел од наставниот кадар од учителските школи продолжил да работи и на Вишата педагошка школа и педагошка академија. Ние како генерација бевме многу сплотени, многу блиски бевме, вели Пупиновски. Некои од нас подоцна работевме и заедно во исти училишта во нашиот Охрид. Редовно се среќаваме на секои 10 години од матура, но после паузата поради пандемијата и последното одбележување на 55 годишнината од матура, сега е време да се видиме повторно. Се трудевме на сите можни начини да ги информираме колегите, пошто сме од различити места. Можам да речам, можда најмалку сме од Охрид. Повеќето бевне дојдени ученици од Струшко, Струга и Струшко, Дебар и Дебарско, Кичево, Кичевско, Македонски Брод, Ресен, да ги информирам сите колеги, од кои што досега не успеавме да добиеме телефонски броеви или броевите што биле со тие фиксни телефони порано ставени кај многумина или се откажани или се сменети. Ево конкретно да ве информирам дека во ова сабота на 27 мај во 12 часот ќе имаме собир заеднички средба во рибниот ресторан. Сите оние до кои ќе допре овој прилог може да исконтактираат со Пупиновски на неговиот телефонски број 070 496 068 и на броевите на Кире Стевоски од Скопје 071 803 120 и на Сталин Лозановски на телефонскиот број 070 904 952. И на Купора, нешната учителска школа, го носила името на Андон Дуков, резбар од првата генерација на современи македонски уметници, воедно и сликар и борец во народно-ослободителната борба. Го сакам Охрид, ама го љубам и Тетово. Самостојна изложба на охридскиот сликар Ѓоко Симјановски во домот на АРМ, музеј на Тетовски крај. Го сакам Охрид, ама го љубим и Тето. 45 мотиви од Охрид и Тетово во сув пастел ќе бидат представени на изложбата на охридскиот сликар Ѓоко Симјановски на 26 мај во домот на АРМ, музеј на Тетовски крај. Навидум обична ликовна приказна за дражот на Охрид, Балканскиот Ерусалим и Тетово, Мал Парис.
Свеж подсетник за нашите ридести градови во кои се опеани песните за Билјана и Трпана, но и за не толку забележаното наследство околу нас, кое се помалку е присутно. Симјановски, уредник и водител на култната охридска емисија Филмско око на ТВМ телевизија, низ своја призма ни ги задава убавините на Тетово и Охрид, градовите кои го одбележуваат неговиот живот, понудувајќи една поинаква димензија на автентичното архитектонско наследство и природата околу која гравитираат овие импозантни зданија, дел веќе непостоечки. Оваа изложба го овековечува несекојдневното секојдневие, сведочи за колоритноста и отвореноста на веќе одминатото време, трагајќи по нова енергија и нови приказни кои ќе се доживуваат и прераскажуваат, стои во описот за изложбата. Оваа изложба евоцира спомени, потсетува на убави мигови, оживува случки и настани, а се тоа Симјановски го прави на еден ненаметлив, а сепак привлечен и природен начин, онакви какви што се и боите и техниката, пастелни и нежни, но воедно живи и колоритни. Оваа ликовна изложба е во соработка со Музејот на Тетовскиот крај. Презентирана апликацијата Моје здравје. Преку неа, секој граѓанин ќе има увид во податоците за сопственото здравје. Апликацијата ги обединува податоците од системот Мој термин со податоците од Фондот за здравствено осигурување, па пациентите електронски во секое време и од секое место ќе имаат увид во сопствените здравствени податоци и прегледи, како од матичните лекари, така и од специјалистите. Презентирана апликацијата Моје здравје. Апликацијата ги обединува податоците од системот Мој термин со податоците од Фондот за здравствено осигурување, па така пациентите електронски во секое време и од секое место ќе имаат увид во сопствените здравствени податоци и прегледи како од матичните лекари, така и од специјалистите. Сите издадени упати, рецепти, прегледи, дијагнози, лабораториски и податоци за примени вакцини од сега им се достапни не само на лекарите, туку и на пациентите. Според министерот за здравство Фатмир Меджити, апликацијата ќе го трансформира начинот со кој управуваме со нашето здравје. Преку Моје здравје можете лесно да пристапите и да истражувате вашата медицинска историја, детали за рецепти, специјалистички, дијагностички, лабораториски и болнички упати, досија за имунизација. Се што треба да знаете за вашите здравствени услуги е добро организирано и лесно достапно. Оваа апликација става моќта на информацијата директно во вашите раце. Она што го издвојува Моје здравје е неговата безпрекорна интеграција со системот Мој термин. Министерот за информатичко општество и администрација Баказир Алију истакна дека како Министерство за информатичко општество ги поддржуваат сите процеси кои се дигитализираат или се дел од процесот на дигитализација. Се работи на креирање и на агенција за дигитализација, истакна министерот Алију. Интензивно работиме со сите министерства и институции во кој што сакаме да го подобриме тој процес или да почнеме со процесот на дигитализација на услугите во кои што ги има. Апликацијата Моје здравје е достапна од 12 мај, го представува вашето електронство за здравствено досие и е наменета за граѓаните од сите возрасти, кои сакаат да имаат пристап до своите здравствени податоци, освен на пациентите ќе им служи како поддршка и на здравствениот систем, достапна е на македонски, албански и англиски јазик во мобилна и десктоп верзија. Свечен уметнички настан во чест на светите браќа Кирил и Методи се одржа синоќа во Катедралната црква Света Софија. Уметниците во чест на светите браќа Кирил и Методи беше насловен свечениот настан кој во чест на големиот празник се одржа вчера вечер во црквата Света Софија. За музичкиот дел од програмата се погрижија учениците од Основното музичко училиште Методи Патче во класата на магистер Даниел Чурковски и младата охридска пианистка Викторија Митеска. Во рамки на свеченоста за животот и делото на сесловенските просветители беседеше професор доктор Димитар Пандев, а беше отворена и изложбата на фотографии Охрид во духот на средниот век од Славчо Малезанов. На почетокот на програмата во името на општина Охрид пред присутните се обрати заменик градоначалникот Перчо Божиновски. Свеченоста беше организирана со поддршка на општина Охрид во рамки на програмата за одбележување на 24 мај, денот на сесловенските просветители. Мали против голем, утре повторно пред охридската публика. Вистинско театарско доживување за најмладата, но и за повозрасната театарска публика во градов.
Поради зголемениот интерес на театарската представа Мали против голем, од детското драмско студио Драма Kids при Центарот за култура Григор Прличев Охрид ќе биде повторно изведена пред пошироката публика утре 26 мај со почеток во 20 часот. Оваа представа обработува теми од секојдневието на младите личности, нивниот глас и размислувања, наспроти образовниот систем и воопшто светот на возрастните. Карти на билетара по цена од 100 денари. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Украинската армија денес 25 мај објави дека воздушната одбрана во Киев одбила нов масовен напад на руски беспилотни летала врз градот. Воздушниот напад на градот траел повеќе од 3 часа. Ова е 12-ти руски напад со беспилотни летала од почетокот на мај месец, а последниот беше пред 4 дена, пренесува агенцијата Франс Прес. Воздушната тревога била забележана и во градовите Харков и Черновци. Русија започна инвазија на Украина во февруари 2022 година. Иран утринава успешно тестираше надградена верзија на својата балистичка ракета Хормшхар од четврта генерација, која има дострел од 2000 км и боева глава од 1500 кг, објавија иранските државни медиуми 2 дена откако началникот на израелските вооружени сили ја спомна можноста за акција против Техеран поради неговата нуклеарна програма. Техеран, кој има една од најголемите ракетни програми на Блискиот Исток, вели дека неговото оружје е способно да стигне до Израел и американските бази во регионот. Иран негира дека сака нуклеарно оружје. Џо Бајден повторно повика на забрана за продажба на автоматско оружје на комеморацијата во Белата куќа на првата годишнина од масовното пукање во училиште во Увалде, Тексас. Во придружба на својата сопруга Џил, председателот изјави дека ова е тежок ден за семејствата, додека гореа 21 бела свеќа во спомен на 19 деца и двајцата учители убиени од 18 годишник во основното училиште. Важно е да се сеќаваме, но исто така е болно, рече 80-годишниот демократ познат по своето сочувство кон жалостените семејства кои самиот изгуби мала керка и возрасен син. Американскиот председател повторно повика на усвојување на разумни закони за огнено оружје, особено забрана за многу популарното полуавтоматско оружје од типот АП-15. Но неговиот повик, колку и да е сериозен, нема многу шанси да донесе конкретни промени. Републиканците, кои контролираат еден од двата дома на Конгресот, се противат на какво било заострување на законите за оружје. Во центарот на Сиднеј денеска пожарникарите се бореа со голем пожар кој зафатил катна зграда. Итната помош ја обколила областа, а за сега нема информации за повредени. Според објавените снимки, зградата се наоѓала во близина на централната железничка станица во Сиднеј. Стотици луѓе се евакуирани од областа, бидејќи пожарот горел низ неколку нивоа на високата зграда. Пожарникарите соопштиле дека успеале да спречат пожарот да се прошири ако зафатил некои стамбени згради во близина. Во гасењето на пожарот учествувале повеќе од 100 пожарникари со 20 противпожарни возила. Делови од зградата се урнале, додека луѓето врескале и панично трчале. Железничкиот сообраќај во близина на пожарот е во прекин до понатамошно известување, соопштија локалните власти. Тоа беше се за првиот дневник на ТВМ. Имајте пријатен ден.